Дополнителни болнички легла за хоспитализација и третман на пациенти заболени од COVID-19 доби Општа болница во Кочани со ставањето во употреба на модуларната монтажна болница. Се работи за целосно нов објект, што е дел од проектот на Министерството за здравство за отворање на 17 ковид центри. При тоа болницата во Кочани е прва во источниот регион. Објектот е сместен во кругот на Општата болница и има капацитет од 35 болнички кревети, од кои 5 за интензивна нега на тешко болни, а располага и со неопходна опрема за диагностицирање. Сега кога се соочуваме со ваков силен брат сме дефинитивно свесни што ова значи во смисла на зајакнување на капацитетот на болниците, на бројот на болнички кревети, на 30 дополнителни кревети, многу значи за болницата во Кочани заради тоа што таа обслужува огромен број на пациенти од целиот источен регион во државата. Тука доаѓаат пациенти од Берово, од Виница, од Пехчево, од Пробиштип, од Каменица и така натаму. И тие традиционално бараат лекарска услуга и за други специјалности, зашто болницата е позната по својата експертиза, а сега со начинот на прераспределба на работата, голем дел од капацитетите се посветени на третман на пациенти со COVID. Во болницата инвестиравме и во изминатиот период, независно од овој дел. Имаат нова машина, апарат за анестезија. Понатаму се добие стигна донација од која што треба да се реализира, се извинувам, од Јапонската амбасада за ехо апарат и секако модуларната болница ќе биде опремена со дополнителен ехо апарат со сите сонди и подвижен дигитален рентген апарат за да служи на потребите не само за ковид пациентите, туку и за другите специјалности. Министрот информираше дека Министерството за здравство ќе помогне во обновувањето на дел од возниот парк за потребите на итната медицинска помош во Кочанската болница, со оглед што таа остана без возила што беа оштетени во сообраќајни несреќи. Подолго време чекаме информација кога ќе стигне таа помош која што минатата година беше одложена за ова во делот на донацијата од страна на Народна република Кина. И тоа беше нешто што ние го планираме и го планираме и понатаму, меѓутоа согласно овие предизвици со кои што сега сите се соочуваме, пандемијата, тој проект е одложен. Разговаравме за тоа како да го надминеме конкретно, заради тоа што во краток временски период болницата остана без 2 болнички возила и најдовме начин. Филипчи информираше дека во наредниот период за потребите на Општата болница во Кочани ќе биде распишан оглас за нови вработувања на 50 лица, стручен и технички кадар. Директорот на болницата Александар Серафимов нагласи дека новата модуларна болница заедно со болничките легла на другите одделенија ќе овозможи проширување на капацитетот. Ние како ковид одделенија сега што имавме хоспитализација, немаме многу пациенти, ама имаме наплив на амбулантски пациенти кои на жалост се многу, чак достигуваат до 100-200 на ден и со тоа се соочуваме. Сега со овој капацитетот ќе биде зголеме за хоспитализација на болните и како што кажа министр, ние фактички ја обслужуваме цела Источна Македонија, почнувајќи од Телчево, Пехчево, Каменица и така натаму. Модуларната болница во Кочани ќе има и оддел за интензивна нега што ќе располага со опрема за централна кислородна поддршка на пациентите. Благодарност до Министерството за здравство за инвестицијата во модуларната ковид болница упати градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. При тоа истакна дека низината изградба заврши во предвидениот рок, при што општината ги обезбеди потребните технички услови, платформа со приклучоци за вода и канализација.